Dobro večer, hrabri luđe. Dobro večer, borci za sloboda. Ova večer nitу niskire temperaturi ne stoprea da vidиме тука. Да кажеме стоп за диктатурата. Да кажеме стоп за режимот. Застанав на страната на отпорот, затоа што во последните години во нашата држава власта ги крши законите и уставот. Законите не се подеднако исти за сите граѓани. Во нашата држава единствен услов, единствен документ за вработување е партиската книжка на ДПМР. Во нашата држава власта сака да воведи едноумие преку мрак на медиумите. Мракот за медиумите во нашата држава произлегува од власта. Таа ги затвара или преку ног ги мени собственичките и уредувачката политика на медиумите кои што остапуваат простор за опозицијата, за медиумите кои што ја говорат вистината. Власта сака да го слуша само тоа што нејзи ја одговара. Не сака критики, не сака вистина. Сега накратко ќе ве потсетам на методите кои што оваа диктаторска власт ги применуваше во изминатите години. Ја затворија најгледаната и најобјективната телевизија А1. Гасна емисијата X0 на господинот Роберт. Оваа емисија сгасна само поради тоа што господинот Роберт му поставуваше многу незгодни прашања на премиерот Груевски. Ја цензурираа емисијата на Саше Политико. Ја цензурираа емисијата на Васко Евстов. А капак на сето ова беше последните случувања со Алфа телевизија. Преку ног беше сменета собственичката и уредувачката структура на Алфа телевизија. Со автобус во Алфа телевизија беа однесени партиски мегафони од Чител и Вечер. А потоа веднаш беа укинати емисиите на Оливера Трајковска и Зоран Иванов. За жал, почитувани сограѓани, ова е вистината за нашата Република Македонија. Со своите методи, оваа власт не застана само кај медиумите. Таа преку политички монтиран процес го затвори лидерот на Обединети за Македонија Љубе Бошковски. Со своите методи ги натепаа студентите на Повстадот Македонија. Ги натепаа новинарите и пратениците во собранието на Република Македонија. Вакви примери има уште многу. Но јас тука ќе застанам и ќе кажам доста е. Доста е од оваа диктаторска влада. Доста е од овој режим. Да живее Република Македонија.